Јас морам да позамижам, Наум вели толку треба, само гледај во камера. Толку знам, тамо некаде е камерата, да одлично е времето, значи навистина убаво сонце, прекрасно се сонце за погоди. овој 31 декември. Да, веројатно нема да им се погоди на сите оние кои што ќе отпатуваат некаде на скијање, барам во Македонија, заради тоа што како што слушнав утринава додека чекав на линк дека веќе и нема снег, освен веројатно во Маврово каде што има топови кои што прават вештачки снег. Но ние да се вратиме на темата за муабет овој пат во Скопската зоолошка градина. Не знам дали сте помислиле што им се случува на животните токму на 31 декември, кога сите ние, да речеме најпаметните, но јас не мислам дека сме ние најпаметни, може сме, ама најхумани не сме. Тоа го докажуваме со години, употребувајќи голем број на пиротехнички средства, сакајќи да ја дочекаме и оваа 2022 година. Тина Мицковска ни е овде заедно со нас и заедно во позадина ни се елените лопатари. Да, Тина немаме ирваси, ама Тина ќе ни каже прво и околу пиротехниката, но и околу елените лопатари. Да, може прво да збориме за она што најмногу ги засега животните секоја нова година и периодот пред нова година. Може би многу луѓе навистина не го гледаат тоа така, но ги повикувам сите да излезат на тераса навечер кога се пука, кога има нели петарди и огнемети, да видат што се случува со животните доле пред зградите или пред куќите. Тоа е навистина нешто страшно. Тие се плашат, бегаат, не дај Боже може да добијат и срцев удар, исто така птиците, мачките, кучињата кои што се на улица, но да не ги забораваме животните овде во зоолошката градина. Овде имаме преку 500 животни. Замислете што им се случува на нив таа ноќ. Ние вработените овде во Скопје зо наместо таа ноќ да праќаме како сите други нели во веселење и во прослава, најчесто мислиме што прават овде животните, па неретко се случува да дојдат вработените и да проверат тука. Затоа и апелирам малку да се крене свеста околу тоа, да не се фрлаат петарди, ниту пак оние огномети за кои што сметаме дека се спектакуларни, да убаво изгледаат, меѓутоа навистина Тоа им се случува нели во главчињата нивни, така како тие го доживуваат тоа, нели и што се слушаат тие вибрации кои што ние веројатно и не ги слушаме, така некако да работите, нели? Па така да, и не само тоа, него и самиот звук ги плаши, самиот чат кој што излегува, исто да не ги забораваме дечиња кои што се почувствителни од другите и многу штетно влијае на тие деца, не може да се смират. Значи дома родителите стварно пробуваат на секој начин да ги смират тие деца и навистина сметам дека тие петарди веќе еднаш за секогаш треба да се тргнат од употреба и апелирам до сите родители кои што гледаат да не им даваат пиротехнички средства на своите деца, ниту пак тие возрастните да фрлаат. Така. 31 овој ден, нели, велите ќе дојде некој да провери што како со животните? Имате таква обврска? Не е обврска, веројатно е дел од вас веќе. Имаме овде вечата нели луѓе кои што се задолжени да бидат на смена, така да секоја година животните тука ги проверуваат. Секој ден всушност, не само за 31 декември, бидејќи зоолошката работи 365 дена во годината. Еве денеска после 12 часот ќе биде влезот бесплатен, така да ги поканувам сите кои што сакаат да прошетат. Денот е преубав, нема некои други случувања низ градот, така да затоа ги поканувам во Скопје. Да. Извинете. Она што е волшебно во приказната околу Дедо Мраз и ирвасите, за жал не можеме да го видиме во Скопската зоолошка градина, но сакам да ја откриеме разликата. Елени лопатари и каква е разликата помеѓу нив и ирвасите? Што имаат едните, а што немаат другите? Па ирвасите се пред се поларни животни, живеат на Арктикот, значи се среќаваат во Канада, во Северна Америка, во некои делови од Финска, Русија. Но другите елени лопатари на пример ги има во Европа, ги има и во Македонија. Тие се тука не се домородни, туку се донесени подоцна. Сега гледам дека тоа ми се допаѓа што има и репроцентри во државата каде што се пуштаат овие животни во природа и се надевам дека никако зоолошка ќе тежнееме кон тоа да пуштиме што повеќе елени лопатари во природата, бидејќи сепак тоа е и целта. Додека пак ирвасите да речеме, еве разликата меѓу нив е тоа што ирвасите немаат вакви точки како бамби. Да, имаат многу поголеми рогови и можат да нели да влечат и санки, додека овие еленчиња немаат таква сила. Така. Додека ве чекавме, Тина прочитав овде вели елените се единствени цицачи на кои им растат рогови кои им отпаѓаат секоја година. Да, тие роговите ги менуваат. Сега имаме тука само еден повозрасен мажија кој што има навистина
големи рогови, а другите сами си ги чешат на начин роговите, дали затоа има вакви некои огради каде што ќе може да се се извинувам јас. Тоа е сега зима, а каде што ќе може да се почешат и нели нормално ги сменат на новите рокчиња, особено тоа се случува кај помладите. Така е. Да, зборувавме за тоа, нели како е да влизаш внатре. Се влегле внатре кај нив да видите како е? Да, колку се тие питоми или не? Нашите елени лопатари не се воопшто питоми, бидејќи ние сме ги, нели од малечки ние сме ги научиле на присуство на луѓе, мислам так се извинувам, зима, нова година се. Но сметам дека не треба да ги припитуваме многу со луѓе, бидејќи побаво е да се диви, да си го задржат природното во себе и да не се доближуваат многу до посетители, затоа што нели имаме и совесни, но и несовесни посетители. Влегувам овде само кога ќе се роди некој малечко, тогаш нели ти е мерак и да го погалиш и да го сликнеш, да го покажеме дека ете имаме. Кој е најмало овде? Тука бевте кога се роди? Да, мислам дека скриено е таму малку од позади, не може да се види. Се роди летоска, обично тие се раѓаат тој период јуни, јули имаме поголем број на мали бебиња и по тоа нели цела година ги гледаме како растат и уживаме во тоа. Супер, да. Сега кога сме кај ова бесплатното доаѓање во Золушка и можноста и кога сме кај да речеме како ќе слави Тина вечерва Нова година, споделивте пред ова линковско вклучување со нас нели дека не е убаво кога нема да отидеш самија да славиш Нова година, баш како си мачкар и ги сакаш животните, па ќе ти остават. Колку домови треба да посетите вечерва? Колку мачки треба да нахраните? Вечерва ќе одам да посетам една мачка. Тоа нас мени оди така, но сепак имам и јас и кај моите родители и моите мачки, јас или претходно се смеевме дека им спремив за вечерва шведска маса. Но многу е побаво кога ќе се дочекаш новата година со животни, бидејќи ве гледаме годинава нема и некоја еуфорија за славење. Дај Боже да помине оваа лоша година, да имаме побава 2022, а вечерва ете посакувам се да си ја поминат со тие што најмногу ги сакаат и да си направив нека комбинација да поминам со тие што најмногу ги сакам, но и со животните кои што исто така ги сакам многу. Така е, да. И сега заедно им посакуваме среќна Нова година. Не употребувајте пиротехнички средства, така Тина. И може бујрум да дојдете пред да почнете да сервирате шведска маса дома за животни како Тина или за вас, како сакате. Дојдете и уживајте прекрасно во Скопската Золушка. Влезете слободен по 12 часот.